Доаѓаме до оној момент во Македонија денес кога ќе зборуваме на темата која што на самиот старт ја најавив, верувам дека и вие го очекувате стартот на овој разговор. Ќе зборуваме за другаризација, акција која што секако служи во борбата против односно во елиминацијата на меѓуврсничкото насилство. Нешто што за жал се почесто го сретнуваме во нашите кругови, во училишните дворови, помеѓу училишните клупи и на сите места каде што секако се групираат нашите најмили учениците и секако врсниците кои што на еден или друг начин знаат често да бидат дел од меѓуврсничко насилство. Што всушност представува меѓуврсничкото насилство и на каков начин другаризација треба да поттикне во елиминацијата на овој процес и ова што почесто случување кое што го имаме, како што кажав, во рамки на активностите на учениците. Ќе разговараме секако во продолжение. Верувам дека оваа акција и овој настан кој што е бесплатен се случува во недела на 16-ти во Младинскиот културен центар во Денсинг салата, ќе ве поттикне да и вие се упатите таму, секако да ги чуете разговорите и сето она што ќе биде понудено, се со цел како начин на превенција од меѓуврсничко насилство. Организатор на целиот овој настан и оваа акција е господинот Никола Галевски, кој што е и претседател на Центарот за поттикнување на креативни потфати и секако е наш денешен соговорник во рамки на емисијата Македонија денес. Заедно со него е и Вида Гавриловска од Институтот за брак, семејство и системска практика алтернатива, која што се исто така ќе завземе своје значајно место на овој настан кој што треба да го поттикне, треба да ја поттикне елиминацијата на меѓуврсничкото насилство. Мене ми е чест и задоволство што имам во овој состав во Македонија денес. Добро утро. Добро утро. Благодариме за. Ви благодариме што поттикнувате една ваква многу значајна тема за дискусија и настан кој што треба да биде навистина посетен и со внимание проследен од страна на родителите, оние кои што сакаат секако да дознаат нешто повеќе за врсничкото насилство. Другаризација е тоа што ни е потребно, да младите секако бидат поттикнати на пријателство, на емпатија, едукација, споделување на информации, секако еден живот кој што ќе биде исполнет со убави моменти настрана од насилството. Од каде кај вас, Никола, се пројави желбата и поттикот да организирате еден ваков настан? Што вас ви инспирираше? Желбата се појави во 2016 година. Никако организација, заедно со повеќе други организации, организиравме еден настан со Ник Вујчич, познатиот светски мотивацијски говорник. Да. Ник Вујчич. И по настанот, во разговор со повеќе сегменти овде во градот Скопје, ни беше посочено дека би било многу добро да се покрене една иницијатива која што ќе го опфати врсничкото насилство. Тоа потекна од фактот дека и Ник Вујчич самиот има голема кампања против врсничкото насилство веќе повеќе години, има и ресурс, негова книга, и од тие разговори започна како да кажам, ферментирањето на идејата да се направи нешто, да се даде мал придонес во однос на оваа проблематика. Човекот кој што знае да мотивира на вистина се околу себе и секого, верувам дека ги мотивира и младите со неговите разговори, токму книгата која што е наменета за врсничкото насилство, да размислат малку за своите постапки и начинот на кој што реагираат младите, но гледаме често кај нас во општеството какви се моменти се споделуваат на меѓуврсничко насилство, колку тоа ве поттикна да токму во овој период го организирате овој настан, дали имаше причина сето тоа што се случува? Да, тоа секако дека не мотивираше да организираме. Тоа е мотивација, како би рекол, тоа е една негативна мотивација. Да. Случаи во кои што деца се жртви со денешната технологија, дури како што знаеме, тие чинови на насилство се снимаат, се постираат. Знаеме за многу случаи кои што трпат современи типови на такво насилство, како на пример сайбербулинг, значи во онлайн сферата трпат насилство и тоа се многу сериозни, како да кажам, форми на насилство кои што оставаат длабоки траги, кај жртвите. Тоа се беше уште еден, ја би рекол, една акумулација на мотивација за нас да се даде овој придонес и да се организира ова што го организираме. Да, верувам дека и вие веднаш го прифативте повикот да бидете дел од другаризацијата и секако да делувате со вашето знаење, со искуство и секако предавањата кои што ќе бидат дел од настанот. Често сме сведоци на меѓуврсничко насилство. Од каде поттекнува изворот на овие случувања кај нашите деца? Пред се овој настан е навистина предизвик за генерално за психолозите и па и за цело општество, поради тоа што ние треба да се посветиме не само на жртвата и семејствата на жртвата, туку воедно и на насилникот и неговото семејство како институциите.
Од што потекнуваат такви нели едноставни одговори никогаш не се едноставни, меѓутоа она што е битно е дека особено во раниот период на децата, да кажам, младите адолесценти, е оној период каде што најмногу и може да се превенира, не дека подоцна не може, меѓутоа тоа е клучниот период. Насилниците најчесто или се жртви на насилство или го гледаат насилството и тоа значи дека они не знаат како поинаку. И она што е поново, не е поново, меѓутоа сега со новата технологија они се фраери, они се битни фаци и на тој начин го добиваат она што не можат да го добијат на другиот начин. Особено е битен овој настан да ние превенираме и да ние кажеме и апелираме како до родителите, така и до институциите, така и до самите жртви, па и до насилниците, да они повеќе посветат внимание на тоа што се случува. Воедно би требало ќе зборуваме за препораките кои што се како жртвата да го избегне чинот, што е нели моментално решение, колку да не се случи, за да не се случат трауми, како што кажа колегата. И воедно да семејствата, родителите, старателите, институциите имаат начини да го приметат, затоа што децата кои што се жртви на насилство многу често знаат да го кријат тоа, да го потиснуваат тоа дури од најблиските, со идеја дека ако и таа идеја често е реална дека оние ако го премолчат насилството, дека насилството ќе прекине. А го препознаваат ли насилството децата? Кога зборуваме за насилство, има повеќе форми на насилство. Не зборуваме само за физичко насилство, зборуваме и за психичко насилство, тоа е вербално насилство, употреба на погардни зборови, понижување, погардување, заканување, зборуваме за оттуѓување на имот, моливи, пенкала, што и да е пари. Изборуваме за нешто што е понижи го другиот, омаловажи го и тука имаме еден огромен спектар кој што го отвараат социјалните мрежи, што е еден огромна тема, широка тема, тоа е сајбербулингот, каде што лицата кои што се жртви на насилство не мора да се ќе бидат во ситуација да се справуваат со една цела маса на луѓе што поприлично знаат да биде травматско искуство за возрастни, а камоли за деца кои што се во ран развој или млади адолесценти. Да, вистинско време секако да се покрене една ваква акција. Ова може да биде само еден почеток. Потребни се многу вакви движења кои што ќе покренат населението да размислува, како родителите, така и самите ученици. Сметате ли дека ќе со ваков пристап може да дојде до одредени промени? Јас верувам дека дури и едно семејство, и еден човек да има промена е успех. Не верувам дека тоа ќе биде 99% или 100%, меѓутоа ваквите акции е нешто што е почеток и што треба да се чувствува, да се случуваат многу почесто и можеби е добро да институциите се вклучат затоа што голем дел од врсничкото насилство се случува во училиштата. И јас верувам и знам дека наставнички, професорки, учителки, негователки се посветени луѓе кои што се грижат за децата кои што им се доверени нив, меѓутоа освен воспитниот процес, освен образовниот процес, кога зборуваме за врсничкото насилство е нужен и некаков емоционален процес во смисла на едукација, барем до препознавање на емоциите. Она што е клучно од насилството е бихевиорално, тоа е на ниво на однесување. Таму секундарната емоција е агресијата, а позади агресијата стои тагата, разочараноста, болката која што се изразува, се канализира на еден начин кој што го повредува другиот. И тоа е нужно да сите го знаат и тоа помага да луѓето малку полесно се справат со и да го превенираат меѓуврсничкото насилство. Да. За оваа акција за која што секако имате идеја уште од 2016 година ја започнувате токму сега, постојат и 3 фази. Може ли да ни кажете како се одвива процесот на другаризација? Да, значи во првата фаза веќе привршува, тоа беше да се добијат партнери
експертски партнери кои што ќе можат од нивната експертиза да проговорат за овој проблем. Втората фаза ќе биде самиот настан, кој што ќе има едукативен и инспиративен карактер во исто време. Значи, тоа нема да биде, како да кажем, само детски настан, ниту пак само настан за родители, туку и двете групи заедно со едукаторите ќе можат да чујат од прва рака што експертите препорачуваат во третирањето на овој проблем. Третата фаза би била една континуирана едукација на учениците, на наставниот кадар, на сите оние што се вклучени во образовниот процес, преку давање на ресурси и повторно вклученост на експертите во оваа трета фаза. Така да ние сметавме дека преку овие три фази ќе не само ќе подигнеме свестоста за ова нешто, зашто мислам дека свестоста постои, за жал постои, од тоа што го видовме особено во изминативе месеци, но дека ќе дадеме и еден позитивен придонес во однос на решавањето, започнувањето на решавањето од наша страна. Да, од некаде мора да се започне. Секако, како што кажете, првата фаза веќе привршува, тимот кој што ќе биде дел од вториот дел од фазата е формиран. Секако тука покрај нашата драга Вида Гавриловска од Алтернатива е и Бојан Кардалов кој што е експерт за сајбер безбедност, Сдруженијето на млади правници, проект Среќа, Младинската организација Поема, Сдружение на граѓани Хесет, Евангелиско-протестантската иницијатива, Сдружение на граѓани Еден свет, хуманитарна организација Агапе, Нова искра и многу други, заедно со вас ќе се борат против елиминацијата на меѓуврсничкото насилство во недела од 13 до 15 часот во Младинскиот културен центар во Денсинг салата. Има ли интерес? Има, интересот е огромен. Тоа го гледам и на социјалните мрежи и во нашите дури и неврзани разговори со нашите пријатели овде во Скопје и дури надвор од Скопје, така да очекуваме дека ќе биде одличен настан, дека навистина ќе започнеме со онака како што планиравме. Да. Секако тука се проклучуваат како една од можеби најмокните алатки и оние нивните врсници од другата страна, кои што пак знаат да ги мотивираат и да делуваат позитивно на врсниците, нашите најпознати јутјубери. Ги одбравте како едни од можеби мотиваторите на врсниците. Како тие реагираа на поканата? Јутјуберите мене лично ме одушевија и нас те одушевија како тим заради тоа што тие своето влијание во овој случај навистина го употребуваат за една благородна цел. Се вклучија со своји видеа, се вклучија со тоа што овој настан, како што тие го нарекуваат, е веќе митап за нив, ќе повикуваат да се дојде и со исклучителна креативност дадоа една посебна боја, една колоритност на она што го правиме. Така да мене ми се посебно драги како сегмент, би ги издвоил млади, а веќе размислуваат пошироко, размислуваат како и тие да дадат придонес во едно општо добро овде во Македонија. Да. Тука секако ќе ги отвориме телефонските линии доколку има заинтересирани родители, гледачи кои што сакаат да се вклучат во нашиот разговор и секако да дадат некој поттик за оваа акција која што верувам дека многу ќе допринесе за нашето целокупно општество и за една подобра слика за нашата младина, секако за живот без насилство, живот исполнет со многу пријателски и убави моменти. Сигурно сум дека сите го посакуваат тоа, така што телефонските линии од овој момент па натаму режија ќе ве замолам на Кајрон да бидат отворени за гледачите на Македонија денес. Вида, сигурна сум дека како што кажавте и самата вие, за вас е предизвик да се биде дел од едно вакво случување, но колку родителите бараат на моменти помош за случувањата кои што ја забележуваат? Нели, барем моја пракса и пракса во институтот, да многу почесто бараат помош родителите кои што се родители на жртвата, отколку родителите кои што се родители на насилникот. Тие во подоцнежниот период бараат за други работи помош. И она што е специфично, барем од искуството до сега што било, има семејства кои што се обраќаат поради тоа што дете е повлечено, поради тоа што е во школа на некој начин малтретирано или се соочува со силеџиство и пројавува одредени потешкоти или во моментот кога ќе соопшти дома родителите се во паника и загрижени. И она што е специфично е дека родителите многу често се ангажираат околу детето со сета љубов, грижа и обврска која што ја имаат. И сите насоки се во смисла да дете не смее да дозволи веќе тоа да му се случи. И другиот тип на родители е да они го праќаат дете за курсеви за самоодбрана, ако те удрат и ти да удриш и колку на тој начин некако го насилството раѓа насилство, најчесто. Меѓутоа, во некои ситуации, децата, она што треба да се помогне, да
не само дека се каже што не треба да прават или да не дозволат затоа што некои работи не зависат од децата, туку како они да се справат со тоа, како да го избегнат, како да се справат со насилството, кому да кажат. Она што ние го имаме како податок од семејствата е дека кога се случува булингот, најчесто нема ниту еден возрасен во околината, дека тоа се група, јас зборувам за рани адолесценти, група на деца кои што малтретираат едно дете. И она што е битно, затоа што никој не сака, тоа длабоко ја повредува жртвата, никој не сака да биде малтретиран, е убаво да се работи на емоционалноста, писменост, емоционалната интелигенција, да дури и жртвата разбере дека насилникот, и најчесто на насилникот не му е главната намера да го повреди детето, да му нанесе душевна болка. Од и таа болка, дури и кога е така, произлегува од насилникот, а нема друг начин да се изрази освен во насилство на жртвата. И се работи најчесто на начините како да се превенира. Ние спремивме некој мал флаер кој што е се уште во подготовка и се однесува повеќе на она што е врсничко насилство, и се однесува на жртвата како моментално да се справи со врсничкото насилство. И да не заборавиме, многу деца, многу млади луѓе кријат дека тие се жртва на насилство. Некои од нив не го ни препознаваат, некои кои кога го препознаваат го кријат поради тоа што очекуваат дека ќе имаат осуда од најблиските, осуда од учителката, и она што е клучно не само за меѓуврсничкото насилство и за секој вид на насилство и меѓу возрастните, е дека жртвите имаат идеја дека они нешто направиле, па поради тоа се мета на насилство. И она што јас сакам гласно денес да го кажам и да остане во главата на сите наши слушатели и сите граѓани е дека насилството не е избор. Човек може многу работи да направи, меѓутоа насилството не може да биде последица на било кој акт. Посебно физичкото, психичкото и сите видови на насилство кои што ние ги зборуваме. Да, ги споменавте туку учителките, колку тие секако како дел од луѓето кои што поминуваат најмногу време со децата и се грижат за нивната едукација, знаат да препознаат постоење на меѓуврсничко насилство во нивните училници. Јас верувам, навистина верувам дека учителките се посветени луѓе кои што се грижат за децата не само во образовниот процес, и верувам дека голем дел од нив знаат да го препознаат. Она што мислам дека може би е нешто што понатака може да се развива, што они да прават со тоа. Затоа што најчесто кога се случува тоа и наставник види е некоја казна, и таа казна најчесто е иди кај психологот или ќе те избркаме од школа, а тоа не знам колку ја решава таа ситуација, ти бркањето од школа или идењето кај психологот под условна казна, затоа што иди на психологот беше лош, значи дека психологот ќе те искара, ќе те истепа. И тука е клучниот сегмент каде што наставниците, учителките можат да помогнат не само на ниво на препознавање, туку низ разни креативности, низ разни акции, да тие помогнат да насилството се превенира. А ќе помогнат најмногу кога тие ќе понудат еден спектар на нови активности кои што можат да помогнат и на жртвата и на насилникот, да тие научат ново однесување, да тие се однесуваат многу повеќе прифатено, да се пореализирани во групата, да имаат нови игри кои што нема да го вклучат насилството. Да. Верувате ли дека токму на овој настан, оваа акција која што ја организирате, ќе додат луѓе кои што навистина го имаат овој проблем, или најчесто тие секогаш последни доаѓаат да бараат помош? Прв пат организираме ваков настан, така да ќе треба да видиме. Верувам дека времињата се менуваат, дека контекстот културолошки во Македонија, во Скопје се менува, и дека ќе има таква отвореност да дојдат и оние кои што се жртви на насилство, и оние кои што се насилници во еден или во друг сегмент, и дека или да се препознаат како такви, можеби на самата оваа акција. Можеби ние некогаш на даден момент насилнички се однесуваме наспрема некој, знаејќи или не знаејќи. Се случува ли тоа? Извинете што ве прекинувам, ве видео од незина страна. Сигурно, и она што треба да се промовира, тоа е асертивниот начин на комуникација. Тоа значи дека во некој сегмент ние кога не сме отворено агресивни, може да идеме во пасивна агресија, која што е една од најкобните, најштетните комуникации, што исто е агресија.
и штети и на личноста и на другиот, затоа што ние кога не сме отворено агресивни, не вреѓаме, наоѓаме еден саркастичен начин да другиот го повредиме. И тоа повторно не ги решава работите поради тоа што процесот на комуникација е изместен, пораката не е јасна, оти другиот не знае дали вие сте го пофалиле или сте го искритикували и адекватно не знае да даде одговор на тоа. Многу ми намислат дека се интересни доколку се саркастични. Така, има нијанси, оти еден од сарказмот е хуморот кој што има една доза на хумор, меѓутоа во одредени ситуации јас така кажав, оти популарно е сарказам, меѓутоа пасивната агресија знае да биде доста штетна и за личноста која што ја практикува и за оној кој што ја абсорбира. Поради тоа што тој што ја практикува има идеја дека он кажува нешто, дека он е љубезен, дека он е приемчив, дека он работите ги кажува на еден фин начин, а не е пораката така примена. Оти незадоволството, гневот, еве и сарказмот да кажеме, остава последици. Да. Верувам дека ќе се отворат многу интересни теми, многу случувања на самиот овој настан, како што кажав, сигурно и вие рековте ние сме едно отворено општество кое што веруваме дека ќе има многу интерес од посетителите и интерактивно да се вклучат во целиот овој настан. Да, ќе имаат прилика преку слушање на овие експертски излагања, преку некои креативни моменти, дури и материјали кои што нашите соработници како алтернатива ги изготвија, ќе можеме да отпочнеме еден процес кој што ќе биде логичен и кој што навистина нема само да се да биде еден настан и да заврши туку едноставно ресурси кои што понатаму ќе може да ги користат. Повторно ќе кажам, и родителите, и децата, и сите оние кои што се вклучени во образовниот процес, така да тоа што е за очекување е ставање можеби едно мало камче во решението на овој сериозен проблем. Да, навистина сериозен проблем кој што мораме да го третираме и постојано да размислуваме во тој правец и како да се надминат овие проблеми, другаризацијата на прво место да биде навистина и убаво име за целиот овој настан, другаризација. Да, другаризација затоа што комуникацијата, заедништвото, љубовта кон оној што кон ближниот, ако можам така да наречеме, всушност одговорот на врсничкото насилство, дел од одговорот, една свесност, градење на поинаков светоглед во кој што различностите ќе бидат прифатени и нема да бидат дочекувани дури ни со оние најсуптилни сарказми кои што сите ние мислам дека ги користиме на еден или на друг начин, туку дека ќе бидеме афирмативни во однос на нашите блиски. Да, ќе има навистина и голем број на други случувања во рамки на овој настан. Едно нешто што го споменате пред почетокот на разговорот, тоа е промоција на книга која што ќе се случи токму во недела во овој период. За каква книга станува збор? Книгата е всушност одговор и како заокружување на тоа како започна овој цел процес и другаризација. Тоа е книга на Ник Вујчич. Книгата се вика Останете силни и Ник Вујчич во таа книга повторно мотивира, повторно и едуцира, сериозно едуцира и зборува од својот личен пример, кој што за мене е речиси, како да кажам, неверојатен, дека и тој самиот бил жртва на врсничко насилство. Со неговиот синдром, со тетра Амелија, значи без екстремитети, кои би биле тие луѓе што него би му вршиле тој тип на насилство, мислам, јас сум се уште зачуден, морам да признам, но тоа е исклучителен ресурс. Затоа што Ник беше тука и даде многу инспирација, јас верувам дека таа книга повторно ќе даде инспирација за оние кои што се соочуваат со ваков проблем, да их чекорат напред и да имаат сериозни алатки како тоа да се процесира. Да. Така да тоа ќе биде промоцијата ќе биде во рамките на самиот настан, во рамките на тие часови, 2 часа што сме ги предвиделе за настанот. Да, тука се поттикнува уште едно прашање во однос на тоа како врсниците реагираат наспрема своите соученици кои што имаат одредени попречености. Колку тука има насилство? Така, тоа е исто една тема која што е доста широка и време е кратко и повторно исто како и кон другите деца, овие деца се често позабележителни за разлика од другите и два се екстреми, едни се кои што практично се агресивни, другите се оние кои што се сочувствителни и сакаат да помогнат. Воедно ова што го кажа колегата, резилиентноста, снагите на личноста се едни од најголемото богатство на човекот. Има деца кои што навистина успеваат со своите снаги да се изборат во таквиот систем, во таквото школство.
ова уште еднаш сакам да кажам дека е навистина проблем кој што е сложен. И ние паралелно мора да се занимаваме и со жртвите, и со нивните семејства, меѓутоа и со насилниците и нивните семејства, затоа што тие двете се во фидбек. Постојано се тука, од ако го решаваме само едниот проблем без другиот, тоа повторно ќе се случи со тоа што ќе се менува само содржината, ќе се менуваат луѓето. И воедно институциите, школството, семејството, градинките, каде што започнуваат децата да се социјализираат. И тоа е тоа место каде што децата почнуваат да учат за меѓудругарските односи и да апелираме и да помогнеме да биде другаризација. Да, дефинитивно да биде другаризација. Сакаме да се вратат можеби они убави моменти кога настрана од интернетот и од социјалните медиуми можевме да видиме деца како играат пред зградите во парковите, народна плочка и сите тие игри кои што беа вистинска другаризација. Така, и посебно, нели, луѓето кои што се занимаваат користат многу техники кои што ги имаат постирано на фан пејџот, така. Да. А тоа е тастер со срце, па деца учат да се гушнат или да се поздрават кому како е комфорно, да се наутро имаат поздрав кој што освен е здраво како си имаат и контакти, физички контакти, допир кој што не е насилен. И тоа се процесите како луѓето учат, како луѓето можат да бидат прифатени. Од тие прифатливо и да пружиш рака и да дадеш петка, а и да прегрнеш некого. И тоа се навистина многу мотивирачки клипови кои што се вака многу јасни, многу пластични објаснати што значи да ние тргнеме да работиме и да се решава овој проблем. Да, и што всушност представува другаризацијата. Никола, навистина ви благодарам за еден ваков убав настан кој што ќе го збогати овој викенд и верувам дека ќе го искористат како можност и родителите и учениците да го посетат, затоа што пред се ќе биде една убава другаризација, а потоа ќе имаме и едукација и многу пријателство и верувам поттик да и понатаму продолжите да организирате вакви настани. Другаризација продолжува и понатаму, не завршува во недела. Тоа е еден процес кој што ќе трае долго, а веруваме дека ќе бидеме сведоци на промените кои што ќе ги видиме во општеството. Тоа е нашата надеж, заради тоа се оформи ова здружување на организации, на личности, на експертизи и очекуваме еден одличен настан во недела, како што кажавте, макар со денсинг сала од 13 до 15 часот или да го кажеме од 1 до 3 часот попладне. Сите се поканети, влезете слободен и јас навистина очекувам еден одличен настан. Да, влезете слободен, времето е ладно, студено, можеби и врнежливо, така да во денсинг салата ќе биде навистина одлична атмосферата. И јас навистина ви се заблагодарувам што денес бевте дел од нашата емисија. Голем е тимот кој што ќе работи на другаризација, експертизата е навистина богата и верувам дека и понатаму ќе сакаат дел и од здруженијата и институциите да бидат дел од овој процес кој што ќе направи едно навистина поубаво општество каде што децата ќе можеме да ги видиме како другаруваат и едноставно шират љубов и позитивна енергија. Ви благодарам многу. Ви благодарам и на вас.